Денес църквата широм светот го отбележува той посебен настан по църковната история, преображението на нашия Господ Исус Христос. И двата текста, които ще ги слушнахме от Втора Моисеева и от Евангелието по Лука, разкажуват за едно явуване на Божията слава. Ама денешната порака от Бога до нас е каква е вистинската причина да я видиме на това Христово преобразуване пред учениците. И така Исус се изкачва на една планина, вземайки ги со себе само троица – Петър, Яков и Йован. Сега евангелистът не го спомнува и богословите не се баш сигурни точно кое е било името на планината и това не е важно за нас. Некои предпоставя дека Тавор, други кажуват си, без разлика. За нас това нема разлика. Това, що е важно за нас, е да разбереме дека за евреите секогаш изкачуването на некое високо место кажуваше за некој начин посебно место доближуване до Божието присуство. И сега Матей и исто пише во неговото Евангелие истата история. Аз много би сакала да я прочитам и от другото Евангелие, бидейки има един посебен момент, кој не е толкова напоменат во Евангелие на Лука. Ама знаете како се надополнуват апостолите, кога разкажуват за некој настан. Еден ќе каже едно, друг ќе додаде друго. И затоа би сакала да го прочитаме и от Евангелие по Матей, 17 поглавие, от 1 до 9 стих. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петър, Яков и брат му Йован и ги изведе на висока гора сами. И се преобрази пред нив, а лицето негово светна како сонце, а лищата му стана бели како светлина. И ете, им се јавија Мојсей и Илија, кои разговараа со него. Тогаш Петър му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, ќе направам тука 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Додека уште говореше, ете ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата воља. Него послушајте го. И кога го чуе тоа, учениците паднаа ничком и многу се уплашија. Но Исус се приближи, се допре до нив и им рече: станете и не плашете се. А тие кога ги потигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Исус им заповеда и рече: никому не кажувајте што видовте денес, дека додека човечкиот син не воскресне од мртвите. Намерно ги читам и двата текста, бидејќи за време на проповета ќе ги напоменам тие важни работи кои за нас ги допират нашиот живот во примена, како тоа што ќе го слушнеме, да го применуваме. И сега евангелистот Матеј намерно ги опишува детајлите за да одговарат на овој настан толку важен за еврејската историја. Бидејќи таа историја која ја слушнахме за тројцата со Исус кои се искачили е слична на Мојсей кога се искачи на планината Синај со еврејските старејшини за да се сретне со Бога. И евангелистот намерно ги опишува сите детајли за да одговарат тие два настана. И кога ги читат евреите да знаат со што да споредуват. Планина, тројца маже, облак, глас од небото. И ако внимателно читаме, ова треба да ни остави впечаток исто како што остава и на евреите. Ама тука доаѓа една голема разлика. На планината Синај Мојсей се сретнал со Бога. А на планината Тавор од Новиот Завет, кога читаме, наместо да се сретнат со Бога, се преобразил самиот Исус кој се искачил со нив. Така, дури и тие да имале некои сомнежи каков точно е нивниот учител, кога го гледале тоа, разбирате дека тоа за нив остава траен впечаток и импресирало ги многу. И сега идејата и за нас треба да биде многу јасна. Во Тавор Исус го зазема местото што му било доделено на единствениот
вистински Бог на Израел на Синай. От небото доаѓа глас, што го потврдува тоа и кажува: овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата воља. Него слушајте го. Сега, планината Тавор е едно много интересно место. Оставајќи се друго зад себе, учениците стојат во Божиото присуство. И тој инцидент изгледал много, и за нас не изгледа много чуден, и на прв поглед изгледа како да зборува за нешто што било наменето само за тие тројцата кои биле со Исус. Неговите најблиски. Јаков, Петар и Јован. Но во црковната историја, тоа место остава како символ на можноста за една лична, блиска, непосредна средба на секој еден христијанин со живот Бог, како можност секој да застане во Божиото присуство и биде осветлен од Божјата светлина. Дали можеме да го сватиме тоа? Колку ни значи на нас? Во планината, на планината учениците биле осветлени токму од светлината на Божиото присуство, од вистинската светлина што дојде на светот. Како што го кажува евангелистот Јован после. Затоа, дозволете ме да прашам нешто. Прашам не вас, прашам и себе и сите нас. Дали мислиме дека стоењето во Божиото присуство е најпрекрасното нешто што може да ни се случи? Дали е тоа нашиот најголем копнеш? Дали го сметаме тоа за некое повисоко добро од сите други добри во животот? Дали е тоа кон кое ние се стремиме? Дали го започнуваме денот или заспиваме вечер со таа најголема желба Бог да ни се придружи во животот, да бидеме во Неговото присуство, да бидеме осветлени од Божјата светлина, ама не само за корист, Боже благословиме, а да уживаме во Неговото присуство. Дали тоа е најважно за нас? Дали не е поважно да бидеме со Бога, отколку да заработуваме многу пари, да бидеме успешни во животот или нашето семејство да биде здраво? Дали не е поважно да бидеме во Божието присуство, поважно отколку да правиме или да ги гледаме чудата на Бога или да носиме црква во црквата нови луѓе? Дали кои работи ни се на нас, да му служиме или да бидеме во Неговото присуство? Дали да имаме благослов или да го имаме самиот тој кој благословува во нашиот живот? Дали поминувањето време во Божиото присуство е највисокиот и најинтимниот дел од нашиот христијански живот? Дали воопшто сваќаме дека тоа е извор и корен на сите други добри работи кои би можеле да ги посакаме во животот? Бидејќи, драги мои, ние сме човеци. Животот знае да биде толку тежок и ги забораваме тие работи. Колку важно е ние да поминуваме време со Бога. Ама имаме најголемата заповед. Дали се сеќавате кога го праша Исус која е најголемата заповед? Бидејќи евреите има толку многу заповеди, и тој што им кажа? Да го сакаш Господа, твојот Бог. Как? Во неделното наутро? Не. Со сето свое срце, со света своја душа и со сиот ум кој го имаш. Тоа прави разлика, нели? И секој што, кога кажеме, нели, да го сакаш, па секој што се залюбил знае дека оваа состојба на залюбеност води до една постојанна желба да поминуваме време со саканата личност. Па, со саканата личност е сите, нели, бевме залюбени, знаеме како е со супругата, со сопругот, па сакаме да поминеме цел ден.
Па можеме да поминеме цел ден со тая личност, разговарайки за мали неща и на края на денот се чувствуваме како да сме поминали на много длабоко, значайно време. Зошто? Бидејќи љубовта не тера да бараме присуството на оној што го сакаме. На тој начин, самата заповед која Христос се дефинира како најголема, содржи во себе повик да се поминува време во Божјото присуство. И ово време, поминато во Божјото присуство, ова изложување на светлината Божја ни носи 3 работи. Јас многу сакам така да ги ставам, не повеќе од 3, велким ги запамтиме. Првата работа е дека сето добро во христијанскиот живот доаѓа исклучиво од таа наша близост и однос со Бога. Но ако се обидеме да го примиме подарокот, а во исто време да го занемаруваме давателот, каква корист ќе имаме? Втората работа, да се биде во Божјото присуство, е најдоброто време, ама во исто време толку тешко. Нели? Па не знаеме како да го направиме тоа. Се трудиме. Дори кога избереме да го правиме, да го сториме тоа, нашата идеја да останеме во Божјото присуство, па правиме што знаеме, да се молиме, нели? Молитва. И се молиме. Ама не молчиме ни еден момент и не можеме да го слушнеме Бог од нашиот собствен говор. Ние сме навикнати на активност. Ние сме луѓе на активност. Луѓе за кои пасивноста изгледа како потрошено време, време во кое можеме да направиме нешто, многу други работи. Нешто корисно. И во известна смисла, ова е точно, нели? Луѓето често го губиме времето. Го губиме ужасно. Го трошиме за глупости или за ништо. И тогаш се чудиме дека не постигнуваме многу или роковите не притискаат. Но времето поминато во Божјото присуство, драги мои, е едно време поминато од квалитативно различен вид. И ова е второто нешто на кое сакам да обрна внимание. Ова е време поминато во Божјото присуство, од кое не излегуваме исти. Ова е времето поминато од Божјото присуство, од кое лицето на Мојсеј почна да свети. Ова е времето поминато во Божјото присуство, во кое Јаков, јако и да поминал цела ног кога се борел со Бога, следното наутро заминал куц, ама нова личност, со ново име и нов идентитет. Ова е времето поминато во Божјото присуство, кога Савле, од гонител на христијаните, станува апостол Павле. И тоа е сосема можно откако ќе поминеме време со Бога, како апостол Павле, да станеме за кратко слепи, за да можеме потоа вистински да го видиме светот на квалитативно нов, различен начин. А може би точно тоа ни треба. Да станеме слепи за работите кои не одвојуваат од Бога. А третата работа е дека Божјото присуство носи стравопочет. Јас затоа намерно го прочитав текстот од Матеја, бидејќи во Матеј се кажува дека тие кога го видоа апостолите паднаа ничком на земјата од стравопочет. Драги мои, стравопочет е основа на мудрост од Бога. Истата историја ја читаме и во другите евангелија. Кога го гледаш присуството на Бога, ти не можеш да останеш истиот. Доаѓа една свес дека Бог е многу по-свет и многу по-голем од тоа што ти го мислиш. И тоа место, таа планина е многу интересно место. Во светлињата Божја, кога славата на Бога е там, разбираме дека не можеме ништо да скриеме. Не можеме да се преправаме дека сме нешто друго од тоа што сме. Затоа што сите ние сме голи, разоткриени. И сите наши изговори, маски,
Лицемерие, зад кои се криеме, са безвредни, затоа што стоиме пред оној кој ги гледа, ама и кој ги пробува нашите срца. Планината на Божиото присуство може да биде и доста страшно место. И лесно можеме да разбереме зошто учениците биле толку исплашени. Бидејќи кој не греши, сите грешиме. Ама тешко да си го признаеме. И аз сум толку благодарна на Бога дека не остава на нас. Бидејќи ние имаме потреба, толку ни е потребен тоа подсетник за тоа кој е Бог и кои сме ние. Ова ни овозможува понекогаш да го гледаме светот на вистински начин и понекогаш да се подсетиме во состојбата на која ние сме западнале. Добро, и кажавме трите работи. Ама, бидејќи јас сум многу практична личност, јас секој пат се прашам како. Добро, разбираме ги работите, ни се кажани, ќе дојде проповедничката да ни ги напомни. Ама ако ние не знаеме како да живееме во Божиото присуство, како ние да го доживееме тоа преображение, џабе е дека ги слушаме проповедите, да, џабе е дека слушаме и читаме Библија, џабе е дека се молиме, ако не го и примениме тоа во животот, нели? Сега е моментот да слушнеме проповедничката да ни каже како. Ама одговорот е дека нема рецепт. Тешко е не само да се каже како, туку дури што да правиме во тој момент и таму каде ќе застанеме. Во Божјото присуство можеме да се молиме, а можеме и да не кажеме ниту еден збор. Можеме да го доживееме додека сме ангажирани во некоја специфична духовна активност, додека сме на неделна богослужба, додека го славиме, додека читаме Библијата, ама можеме да останеме во Божјото присуство и додека правиме нешто што сметаме дека е сосема приземно. Знаете ли колку пати Бог ми прозборил додека е копам градината? Јас не сум земеделка. Јас кога се селивме за Македонија, отпочнав со таа вежба и да се учим. И во почетокот, хаос, трева, кој ми ги сеја тие треви? И додека ги скубам, тешко е. И една комшика ќе дојде и ќе ми каже, наводни ја градината, полесно ќе ти биде. И додека го правам тоа, јас разбирам како гревот доаѓа во нашиот живот, како тој плевел. Кој го сее? Па непријателот го сее. Дали јас фрлим лошото семе во градината? Не. Сакам да го тргнем гревот. Ма не можем да го тргнем ако не дојде благото дејство на водата на Светиот Дух, кој да наводни мојата душа и да ми помогне да излезем од таму. Така можеме да го доживееме Божието присуство и додека сме ангажирани во некоја духовна активност, ама и кога не сме во црквата. Кога дури не мислиш дека тоа може на тој начин Бог да ти прозбори. Ама Бог користи секое едно нешто во нашиот живот со една цел. Да се ближи до нас, да ни привлече колку што може поблизу и ние ќе одговориме и ќе го поминеме нашиот живот со Бога. Меѓутоа, преображението заема едно многу посебно место во нашиот христијански живот, затоа што во него е откриена само вистината за тоа кој е Исус Христос, не само, но туку и вистината за човекот како е повикан, на шо е повикан, човечкиот позив. Откриена е вистината за тоа што можеме и што треба да станеме преку дејствието на Божјата благодат. Повикани сме да бидеме како Бог, да го сакаме и да учествуваме во Божјата природа. Тоа е срцето на нашето спасение. Јас пак ќе прашам, како? На кој начин?
на кой начин Бог може да не направи дел от Неговиот божествен живот? Како е можно Бог, кој живее во непристапна светлина и кога никој, ниту луѓето не го видел, ниту може да го види? Имаме си. Како можеме ние, тој Бог кој живее... Ќе остави го после, ќе го пуштиме после. Фала. Како можеме ние да го доживееме тој Бог? Како е можно тој истиот величествен и семокен Бог да може да дојде во контакт со ние, кои сме создадените човеци? Тоа е можно само преку Божјата благодат, преку која Бог се пројавува во светот. Божјата благодат создава и удржува се што е видливо и невидливо, и Божјата благодат носи преобразба на човекот и целото создание. Значи, како? Не е нашо. Тој ќе го направи. Што значи нашото кое? Па ќе останеме на располагање. Ќе бидеме на место каде сигурно Бог делува. Каде делува Бог? Кои се тие благодатни алатки кои ги користи Бог да не допре? Секако неделната богослужба. Секако секој еден настан кој не собира во неговото име, дали ќе биде домашна група, дали ќе биде женски час, машки час, библиски час, каков да бил час. Ама времето кога ќе го поминеме уживајќи во неговото присуство, барајќи начин да стигнеме до него, до неговото срце и трудејќи се нели да живееме по неговиот пример. Светлината што ја гледале учениците на планината е нестварна. И за нив тоа е било можно затоа што самите тие се преобразени од Светиот Дух кој ги направил способни да го гледаат тоа што постоело уште пред дури да се појави светлината. Јас пак ќе го кажем. За учениците да го видат Исус како се преобразува, станало можно затоа што самите тие биле преобразени од Светиот Дух и тој ги направил способни да гледат тоа што постои во духовната реалност. Тоа е начинот, драги мои. Кога се доближуваме до Бога, секако тој ќе ни го даде Светиот Дух, кој не преобразува на начин на кој ние да можеме да го познаеме Бог. И така, секој пат кога ќе читате или ќе слушнете преображението на Исус Христос, мора да памтите дека тоа што го читаме, тоа што се случило е всушност преобразување на учениците. Исус продолжил да си биде таков што бил порано, ама нивните очи се отвориле и нивното слепило било излечено. Излегува дека чудото на преображението е сосема поинакво од тоа што вообичаено го мислиме. И тоа воопшто не се состои во тоа што го гледале луѓето, апостолите, а во нивната трансформација, нивната променета способност да го гледаат Исус Христов онаков каков што бил. Чудото на преображението Господово е нивното собствено преобразување. И како што е написано во 2 Коринтијаните, 3 поглавие, 17-18 стих, дека Господ е во единство со Духот и каде што е присутен Господовиот Дух, тој донесува слобода, сите ние, чии лица немат превес, ние сме одраз на славата Господова како во огледало. Со помош на Господовиот Дух, ние доживуваме таа преобразба и стануваме послични на нашиот славен Господ.
И тоа, драги мои, е одговор на тоа како ние да живееме како Исус Христос. Преку Господовиот Дух, преку Светиот Дух, ние доживуваме преобразба и стануваме слични на Господа. Како? Како ние го користиме Светиот Дух? Како се случува тоа во нас? Одговорот е едноставно. Не му сметаме. Не го спречуваме, бидејќи Бог секој пат збори во нашата совест. И кога нашата совест е чиста, што значи чиста совест? Значи дека не е била замолчувана многу долго. Бидејќи секој човек има совест. И кога ти си слушнала во твоето, како тивки од глас на совеста ти шушне, тоа баш не беше многу добро. И кога ти не го исправиш патот, не се поправиш, ти ја замолчуваш и на некој начин тој канал преку кој Бог ќе те мени е ставена тапа. И така. Бог сака ние да бидеме преобразени. Бог сака нашиот живот да биде едно живо сведоштво за луѓето во Велюса, Македонија и ширум светот каде не прати. Тоа е начинот, драги мои. Ние да ја зголемиме заедницата, ние да шириме Божието царство. Тоа е единствениот начин луѓето надвор од црквата да видат како нашиот живот е преобразен во ликот на Исус Христос. И тоа е вистинската причина за Христос да се преобрази. И ова е одговорот на нашето важно прашање: како да доживееме преобразбата во нашите животи. Ние самите не можеме да го направиме тоа. Но Божјата благодат, преку Светиот Дух, го прави тоа во нас. Ние само треба да одиме кај Бога, да поминуваме време во добрите работи кои се очекуват, да бараме Неговото присуство на секој начин. А нашето човечко слепило и немок може да се излечат. Јазот помеѓу стварното и нестварното може да се премости, бидејќи не е наше, а Божие да ни ги отвори очите. Нашата собствена трансформација е овозможена преку искупвачкото дело на Исус Христос, преку осветувачкото дејство на Божиот Дух во нас. По благодат ние стануваме синови и ќерки Божии, кои секако можеме да ја видиме славата на Словото Божие што стана тело, слава како на единородниот. Ние, кои Бог не преобразува преку Неговата благодат, немаме право да останеме на планината, далеко од човеците, далеко од нивните грижи и проблеми. Драги мои, повикани сме да учествуваме во преобразувањето на овој свет и да слеземе повторно среде луѓето, среде сето страдање, очај и мака, и да го објавиме престојното Царство Божие. Како? Како да ги допреме во страдањето? Со сочувство, со емпатија, со мил љубезен збор, со помош кога можеме, со охрабрување, не со проповедање. Кога тие поверуват и дојдат до Бога, Бог секи им открие. На тоа што луѓето сакаат да видат променти, трансформирани животи. Знаете колку многу неверни станаа луѓето. Па како нема да се неверни? Колку многу се лажени? Генерации назад беа лажени од комунисти, од политичари, од целиот свет лаже. Не им требат зборове на луѓето. Не им треба ние да им кажуваме тоа или друго. Тоа што тие очекуваат е да го видат преобразениот наш живот. Има уште да доживееме.
имаме още да доживееме во нашиот християнски живот, да се качуваме на планината секој ден и да се трудиме да заставаме во Божиото присуство, а потоа да излеземе надвор и да одиме кај луѓето. И сигурно тогаш ќе имаме сведоштво. Тогаш ќе нема да има потреба да збориме, а тие самите ќе ни питуваат. Абе, зошто си различна, белети? Зошто толку многу им помагаш на луѓето? Зашто толку многу ги сакаш? Зашто си толку љубезен со луѓето кои те навредувале? Зашто толку ти е лесно да простиш? Нема да има потреба ние да им проповедаме како Исус простил, бидејќи нашиот живот ќе биде проповед, а нашето сведоштво ќе го води светот до спасение. Амин. Да се молиме.